Јас немав намера да правам серија на 6 глава од посланието до Ефесијаните. Стварно немав намера. Почнав со едно, почнав со второ, почнав со трето и излезе колку веќе 3 или 4 пати да зборувам на Ефесијаните и мислам оти следниот пат ќе биде последно. Оти веќе нема. Ефесијаните завршува. Следните неколку стиха за идниот пат кој ќе ги зборуваме, ќе заврши Ефесијаните 6 глава, ама жал ми е што него почнавме цело послание всушност од почеток до крај, што ќе беше многу поубаво. Така да следен пат можеби пак ќе терам јас некоја серија. Ама ајде денеска да почнеме со неколку базични оние прашања кои мислам дека ни се многу важни и кои ќе ни бидат всушност бовет за она што сакам да го кажам денеска. И првото е ова: веруваш ли во Господ онака како што Библијата го прикажува? Што сакам да кажам со тоа? Мнозина ќе кажат да јас верувам дека Бог постои. И ќе му поставиш прашањето: добро, каков е тој Бог во кој веруваш? И одеднаш човекот ќе ви даде своја идеја за тоа каков е Богот во кој верува. Ова е многу интересно нешто. Еден автор вика: ние имаме право да размислуваме што сакаме, ама никој од нас нема право да го дефинира каков треба да биде Бог. Бог е поинаков од нас. Сушност во православието, ако слушнете во православната теологија, ќе ви кажат Бог најдобро се дефинира преку тоа што не е. Затоа што ние никош не можеме да знаеме колку е тој се. Вистина до негде не на цело, ама ако Бог ни е Дедо Мраз, ако Бог ни е некој што можеме да го манипулираме, ако Бог е ваков треба да биде Бог, во него верувам, и ако го изманипулирам, ако го подмитам, ако му дадам нешто, ако направам нешто ти мене и јас тебе, тогаш имаме проблем. Затоа што тој Бог малку слаб е. Нема да ни заврши работа. Имате веројатно идол. Ама ајде, имате некаков Бог во кој верувате. Второто прашање тогаш е: верувате ли дека постои Сатана? Па многу битно прашање. Ајде, многу е лесно да веруваш во Бог кој е супер, кој е добар, и одеднаш викаш: ама постои една друга сила. Постои една личност исто така, која не е совршена, не е света, не е семоќна, не е сесилна, не е сеприсутна. Тоа е Сатаната. Создаден не беше само од себе, само постоечки како што е Бог, ама реално постои. Не зборувам за јин. Тоа е еден абсурд, таму нема да навлезам. Ама ако веруваш во Бог кој е добар, тогаш кој е во крајна сметка виновен за лошите работи во светот? Многу битно прашање кој мора да си го поставиме. Интересно е, имав прилика да се сретнам со луѓе од Африка и од Азија и од Јужна Америка. Никој од тие страни на светот не се сомнува во постојањето на Сатаната. Интересно е, во нивната култура знаат да зборуваат за демонска обседнатост, знаат да зборуваат за демони кои прават проблем, знаат да зборуваат за поднебесни сили кои им прават белја и тешкоти, а ние тука во Европа, знаете, се рационализираме. Има лошо, ама тоа е лошо. Библијата вика: зад секој тоа лошо стои Сатана, стои негов слуга, демон. Просто или наше кажано, ако сакате. И затоа сакам денеска да зборуваме во два дела, ќе поделам. Сакам да зборувам за духовна војна. Прв дел денеска ќе зборувам и следниот пат ќе продолжам со вториот дел за она што го зборуваме духовна војна. Бидејќи реално секој ден сме ние во неа. Секој новородено обратено дете Божие во таа војна секој ден, и кога го приметуваме, кога не го приметуваме, тоа е друга приказна. Ама се во борба. И лошо е да видиш во борба, да не знаеш против кој се бориш. Кога се спремав за ова, ми текна за еден мој пријател Србин од Босна, кој живееше од позади Сарајево таму, и кога го прашав за време на војната, еднаш дојде, кога се водеше војната во Босна, сеќавате вие што сте постарите малку. Дојде во Македонија малку да здивни. Тука дојде кај тетка му да ја види и го прашам: Дарко, се викаше. Викам: добро бе, Дарко, викам, како е таму? И почна да ми објаснува дека некои пати се борат со хрватите заедно против муслиманите, некои пати се борат против и хрватите и муслиманите, некои пати вика: не знаеш кој од таа страна, само пукаш. Ако таква војна водиме ние, тешко се ни нас. А тоа што во таква војна, ако не го знаеме непријателот, ние не знаеме по кој пукаме. И затоа сакам да видиме што и како го правиме тоа. Ефесијаните 6 глава 10 до 13 стих вели вака: а така, браќа, зајакнувајте се во Господа и во моќта на неговата сила. Облечете се целосно со оружјето и оклопот Божи, за да можете да им одолеете на ѓаволските и троштини, зашто нашата борба не е против крв и месо, туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој свет, против небесните духови на злобата. Затоа, земете го оружјето и оклопот Божи, за да можете да се спротиставите во денот на злото, та откако ќе завршите се, да обстоите. Малку вештачки го сечам текстот тука, ама тука ќе застанам следниот пат, пак ќе речам, ќе продолжувам. И првото нешто со кое сакам да го погледнеме денеска е со кого, односно против кого ние се бориме. Ова е многу важно прашање од апостолот, тука вика: зашто нашата борба не е против крв и месо.
И ако забележувате, не вика туку само против злото, туку вика против началства, власти, световни управители на темнината до овој свет, против небесните духови на зловата. Сега, кога апостол Павле ќе каже ние не се бориме против тело и крв, тоа не значи дека злото не може да има тело и крв. Ми имаме луѓе што ни направиле зло. Јас имам луѓе што ми направиле зло во животот. И биле луѓе, живи луѓе од крв и месо. Ама ако ги гледам само како живи луѓе од крв и месо, а не видам која е нивната позадина, јас имам проблем. Ќе го мразам човекот. Тогаш како ќе го исполнам оној љуби го ближниот како самиот себе си? Ама истовремено јас не можам да кажам дека тоа крв и месо што ми прави проблем не е проблем, се ми е мене супер. С краја да е, не е така. Значи, има некој кој стои позади. Што сакам да кажам? Кога телото ќе земе кога злото ќе земе тело и крв форма, личност, луѓе, нации, држави што прават проблеми против други и така натаму ако сакате. Ние мора да сме свесни дека зад нив постои зло. И тоа зло мора да го дефинираме како личност, не како теоретско некое зло нешто. За тебе е лошо, за мене е. Не зборуваме за тоа. Зборуваме за Сатана, зборуваме за некој кој прави белја, кој прави зло, кој врши всушност греф. Секој пат кога ќе видите сиромаштија, секој пат кога ќе видите дека некој некого му направил проблем, некој стои за него. Тој некој е личност. И кога ние се бориме против тој проблем, да речеме некој прогонува црквата, ние не се бориме против личноста што прогонува црква. Да, и тој не е непријател, физички гледа. Ама идејата, идеологијата, тоа што е позади, е многу побитно, бидејќи ако тоа не го сватиме кој е, едноставно не знаеме против што се бориме. Против ќе го убиеме човек, ама злото нема да умре. Ќе истребите цела нација, злото нема да умре. Ќе победите во војната или Втората светска војна, германците беа лошите, ги победивме германците, сега секој сака Германија доди. Што луѓето ги победив? Да, сите зли луѓе ги убивме и сега само добрите останаа во Германија, затоа одиме таму. Не е вистина. Злото е она кој стои зад луѓето. Сега, сите дека ова не го сватиме, не можеме да ја разбереме, ако не ја разбереме ова заднина на злото во светот, не можеме да сватиме ни зошто се случуваат работи во светот, ни како ќе ги оправиме тие работи во светот, или како можеме да оправиме барем некои работи во мене. Сега, проблемот на заднината на злото денеска е исто толку лош и тежок да се дефинира како што беше во мое време кога бев малечко, да речеме, па и години пред тоа. Оти се обидуваат луѓето, барем од времето на она просветлување што го викаме некоја си таму во минатото, се обидуваме злото да го сведеме на рационални категории. Што сакам да кажам со тоа? Дека секој пат кога некој прави белја мора да има причина зошто тоа го прави. Мора да има некоја природна причина зошто се случува тоа. Може да е психолошки фактори. Човекот чисто е ментално неуравнотежен, најде да го кажеме тоа. Или некој ќе ви каже лошо го воспитале. Нели, нема добра фамилија, лошо го воспитале, како го воспитале, така се однесува, така продолжува и понатаму тоа. Социолошки фактори, социјални системи, да порасне во Америка, ќе бев поинак, да порасне во Швајцарија, ќе бев друг човек, да не сум тука. Тоа го слушаме често. Такви сме какви што сме, оти тука сме во оваа средина. Тука мора да има природна причина, нешто нормална, природна, материјална, ако сакате причина. Кога ќе ја најдеме, ќе го решиме злото. Океј, 21 век сме. Имаме вештачка интелигенција. Додевме до таму. Која е причината за злото? Која е природната причина за злото? Оде малку на страна ќе спомнам нешто. Интересно е дека денеска целиот свет се занимава со проблемот на лошо или зло. Зошто? Заради тоа што кога зборувате лошо, зло дека е нешто, вие правите морален суд. Народот денеска не ќе да има морален суд и не сака да имат морален абсолют. Вика што е лошо за тебе, за некој е добро. Стварно. Лошо е за мене да ме оплячка. Добро е за тој што ме плячка. Ама ако тебе те оплячка, добро ли ќе ти биде? Не ми. Ајде, што е зло? Како да го дефинираме злото, што ќе биде и за мене и за тебе точна дефиниција? И тука веќе заглавувам. И интересно е дека атеистите денеска, сите оние кои не веруваат во Бог, сите што не сакаат да имаат морални стандарди, или некој репер, ако сакате да го ставиме тука, се вртат и викате ми, ако е Господ толку добар, зошто има зло?
Јас ќе ве охрабрам да го завртите прашањето и да кажете, бидејќи го нема Господ, објасни ми од каде е злото. Додека се спремав за ова, копав на интернет да ви кажем од 20 на страници поминав интернет страни да видам и тоа барав буквално со овие зборови. Атеистичка дефиниција на злото. Ој да видите што ќе најдете. Ништо. Ништо што можете да го земете, што ќе издржи филозофски или рационално да може да го земете во раците, да кажете, окей. Значи, ако не верувате дека постои Бог, ако не верувате дека постои Сатана, кој не е совршен, кој така нели сега да не се враќаме на сето тоа, ако не го верувате, тоа имате проблем со злото. Бидејќи злото си постои. Проблемите околу нас се тука. Ама, ако светот е само природен, не ќе да се враќам на еволуцијата, ама ако е еволуцијата причината зошто сум јас тука, што е проблемот ако сум посилен од вас и ве поробам и ви уништам? Дајте ме на добра причина зошто не би го направил тоа. Нели тоа е природен процес? Зошто тогаш ќе зборуваме за човечки права? Не сте сериозни, зошто ви зборува за човекови права? Немаш право. Правото на посилниот важи. Важи правото на материјалниот свет. Кој е посилен, тој владае. Ама убил човек, ама сгазал цела земја, ево сега некои освојуваат нови земји, ама толку луѓе изгинали. Па што ти е вели? Посилен е? Ќе дојде нов живот, ќе дојдат нови луѓе, übermensch, што вика германците, над човек ќе се создаде. Нели е тоа природен тек на настаните? Ама не ми се допаѓа тоа. Можда не ти се допаѓа, ама твојата разум, твојата рацио, нема Бог, се е природно, те води точно таму. Немате начин како ова да го завртите поинаку. Значи, кога ќе удри земјотрес и е уништило цел остров, сега во Јапонија колку беше 7 и кусур степени, што удри земјотрес. Фала на Господа, не изгинаа многу луѓе, да кажем милион луѓе погинале од земјотрес. Добро да помалку луѓе да се хранат на земјата, повеќе за нас ки. Зошто никој така не вели? Зашто вика мора да постои нешто друго позај, мора да постои добро, стварно, дефинирај ми добро. Врз основа на што ќе биде добро, врз основа на што ќе биде лошо. Зошто отидов ваму во ова што го зборам? Затоа што ако не си ги расчистите тие работи во главата, не можеме да се бориме против злото. И како верни луѓе не можеме да се соочиме со злото кога ќе ни се случи да кажеме Господи, ама што е ова? Тука. Денеска, пак ќе речем, проблемот на лошо, на зборот лош е многу голем во светот. И Библијата си има начин да го реши проблемот со злото. Јас всушност ќе кажам ќе одам до таму и ќе речем, не сум сретнал подобро решение за тоа зошто има зло, отколку она што го гледаме во Библијата. Ние не зборуваме за дисфункција, не зборуваме за некакви други проблеми, зборуваме за зло како што Библијата го дефинира и ќе зборувам за ова. Ако немаме морален суд, ќе дојдеме во онаа ситуација во која светот се најде после Првата светска војна. Гледав некој филм на телевизија, сега ми беше брзо. Гледав. Првата светска војна беше апсолутно глупава војна. Се укопале до тука, 100 метри отишле до таму, 12.000 луѓе изгинале. 5 километри влегле таму, 10.000 луѓе изумреле. На крајот на кришта границите па останаа повеќе или помалку исти какви што беа тука. Бидејќи ако не постоеше зло, имаше National Geographic гледав за Втората светска војна нешто. И баш таму овој што е нараторот зборуваше, веќе идејата на Хитлер за време на Втората светска војна било да влезе да го заобиколи Киев, таму требало да фати 30.000 руски војници, успеале да ги уловат таму, да ги фатат, да ги заробат и ги изгладнале до смрт буквално. Идејата на Хитлер била ќе дојде војна, ќе ја затвориме границата, ќе ги изгладиме русите, прилика едно 20 милиони луѓе ќе умрат од глад и ќе ја победиме војна. И сметал дека е супер. А зошто не би било супер? Ако немаш дефиниција за тоа што е зло. Она денеска што се случува со овие нови идеологии што ги имаме сега, родови идеологии и така натаму. Поентата е дека постои некој што е опресор и постои некој што е потиснат. Тој што потиснува и тој што е потиснатиот. Неомарксизам. Ке го решиме проблемот, сите ќе ги изедначиме, секој ни биде супер. Ние живеевме во социјализам, видовме колку беше супер. Фала многу, јас не ќам да се вратам таму. И Библијата нема проблем со злото. Зошто? Вика, злото дојде заради слободната волја на две созданија. Едното создание беа ангелите, кои Бог ги создаде, и едниот се побуни, стана Луцифер, сатаната, кој почна да се тргна против Бог. Второто создание, што одлучи да не го послуша Бог, беше човекот, јас и ти.
И Библијата вика, бунтот на овие две групи луѓе се причината за злото кој ги има денеска во светот. И вика вака, да, вистина, имаме ние психолошки, социолошки фактори. Вистина дека тие не влијаат на нас, вистина дека не менува, вистина дека човек кога расте во нормално семејство и во нефункционално семејство ќе расте поинако. Ама во крајна сметка и тој имаат право на избор. Секој има право да избере како и што ќе прави понатаму. Она што е во срцето на човекот, може да дозволиме сатаната да го тера во максимум, или може да дозволиме Бог да го промени. Тоа е библиската основа и библиската она база, ако сакате, во однос на злото тука. Јас верувам дека има сатана, верувам дека има негови демони, верувам дека функционираат во светот и верувам дека не напаѓаат и ни прават проблеми. Знам, ќе го слуша некој на интернет, ќе рече може да го одлепи или ше готово. Да, ама реалноста е дека е вистина. Ако Библијата е вистина, ако Библијата е во право, таа зборува за нив. И оно што ќе го кажам денеска е малку накратко само ќе го кажеме, а тоа е дека сатаната упорно се бори да го уништи човекот. Погледнете било која нова идеологија денеска, ако ве интересира. Не знам дали сте слушале овие новиве што ни зборуваат еколозите, дека човекот е најголемиот проблем на земјата. Дека човечкиот род е најголем проблем на земјата. И како да ја решиме мајката земја да ја ослободим? Да го истребиме човештвото. Не е иста сатонска тактика од број 1 од ден 1, сосем иста тактика. Размислете малку кога ги слушате тие работи по светот, како изгледа. Луѓето веќе не ќе се вратиме на природата, нема да користиме вештичко ѓубриво. Ама знаете колку луѓе ќе умрат од глад, бидејќи ќе нема храна? Па што? Нели земјата ќе се чува? Сте размислили на тоа малку некој пат? Тоа е зло кое стои од позади. Но, ајде да видиме против што се бориме. Извинете малку на страна тргнав. Ќе ми избере пак времето ме. Против што се бориме? 3 превода погледнав на Библијата и трите го преведуваат исти збор поинако и мислам дека сите заедно ја даваат точно идејата. Вика ѓаволски троштини, еден превод вика ѓаволско лукавство, друг превод вика подмолни напади на ѓаволот, еден четврт превод вика измамите на ѓаволот. Но поентата е следната. Ѓаволот е итар, ѓаволот е лукав, ѓаволот е подмолен и сака да не измами. И интересно е дека грчкиот збор кој е преведен на сите тие ствари е методеја. Или, ако сакате, буквално стратегија. Пазете се да не паднеме и да не изгубиме од ѓаволските стратегии. Ако сакате тука. Овде. Има едно многу интересно место во 2 Коринтијаните, 2 глава 11 стих вели, за да не прелаже сатаната, зашто неговите намери не ни се непознати. Со други зборови, знаеме дека намерата на сатаната не е да ни помогне. Намерата на сатаната не е да не устреки. Намерата на сатаната е да не уништи. И Павле вика, знаејќи ги какви се неговите намери, не дозволувајте тој да ве прелаже. И има всушност две грешки на кои мора или кои мораме да ги пазиме за да не паднеме во нив. И тоа е интересно од оно што апостол Павле го зборува тука за самиот ѓавол. Првата работа е, од една страна Павле не сака да го порецениме, нити па сака да го подцениме сатаната. Да го прецениме во смисла, сатаната е толку силен, ние не можеме ништо да направиме освен да падне. Оскар Вайлд. Ништо не можеш друго да направиш со искушението, освен да му подрегнеш. Тоа е неговиот став. Многу една многу поубава работа од него тука. Што е кажа? Значи, например, не сака да кажеме ни пореценуваме, ни подценуваме. Нашата борба не е против тело и крв. Сега каже, немој да мислиш дека ако го уништиш овој, ако го смениш тоа, ако го нахраниш, ако го напоиш, ќе го решиш злото. Кога работите хуманитарна работа, како ја што си имам прилика повеќе пати тоа да го правам, има луѓе што имаат некоја идеалистичка улога, идеалистичка слика во главата за луѓето на кои им помагаат. Ке им отидеме храна, ке им дадеме храна, леле луѓето ќе не сакаат, ќе не викаат фала, ќе се радуваат со нас и ќе опримат Господ од малку утре. Ти му носиш една работа, он се буни зашто не се му однал друго. Сакаш да му помогнеш на еден начин, он те пцуе. Ако не сте го искусили, ќе го искусите. Ќе го видите. Тоа е вистината, тоа е реалноста. И вика, нашата борба не е против тело и крв. Борба
Овде зборот не е борба во смисла дошле две групи па се борат меѓу себе. Ова е рака под рака. Ова е лице в лице борба. Гуша за гуша, кога си фатен. Се бориш за едноставно животот сакаш да си го истераш. Да го извадиш. Не вика против демони. Началства, власти, световни управители на темнината, небесни духови на злобата. Немој да ги подценуваш овие работи. Да, некои пати сатаната ќе действува преку државата, некои пати ќе действува преку црквата, некои пати ќе действува преку пријатели, некои пати ќе действува преку луѓе кои се стварно злобни и гледаш дека се злобни и прават лошо. Ќе си работи, вика, не го подценува, он ќе си најде начин како да си ја заврши работата. Ама од друга страна вика, немој да ги преценуваш. Бидејќи имаш оружје и оклоп Божи со кој може да се спротиставиш во денот на злото, да откако ќе завршите се вика да обстоите. Забележете го последниот збор. Не вика ако можете да се изборите или ако можете да извлечете, ќе обстоите. Ама ќе поминете низ борба. Ќе се мачите, ќе поминете низ борба, ама ќе обстоите. Не е прашањето дали, туку, кога. Очекувај во крајна сметка вика тука успех. Многу интересно на книгата, најдете си ја, ги има на македонски, писмата на душевадникот на C.S. Луис. Таа сте ја виделе сигурно. И таму, оној душевадникот, големиот, на почеток кажува дека има две грешки. Едната е стварно многу да мислиме на ѓаволот, и се од ѓаволот, и втората е да не мислиме на ѓаволот и да мислиме дека него го нема воопшто. Вика, во двете грешки, ѓаволот се радува. Кога го преценуваш, се плашиш од него и не правиш ништо. Кога го подценуваш, успеа да те измами и да ти направи беле тука. Зошто се овие две категории лоши? Заради тоа што го редуцира злото. Го редуцира злото на се е ѓавол или ништо не е од ѓаволот. И ние гледаме по широката околина. Човек паднал на испит, ѓаволот ме нападна, не положив. Не си учел. Не си учел. Се наместил во ситуација во која си загазил и после сатаната ми е крив. Ако си избеснал, ако се љутиш, ако си направил нешто што не треба, си го навредил некој, ѓаволот ме натер. Окей. А што е со тоа? Дека си можел да запреш, дека не си можел да го направиш тоа, дека си можел да бараш друг излез некој си. Ама не сакав, зошто ѓаволот ми е крив. А втората работа е, он е доволно слаб, јас можам се да правам, се можам преку Христос кој ми дава сила и не ме интересира ѓаволот што прави. Ќе си одам со насмевка на животот, секи ќе биде супер и после ќе имаме проблеми, тешкоти, депресии, ќе забавиме. Зошто? Оти мислам дека можам да се спротиставам на нешто или на некој, ајде повеќе да кажам, без Божјата сила, туку само со себе. Јас можам да се играм со искушението, ама нема да падам. Јас можам да се мајкапам со ова, ама нема ништо да ми се случи. Јас можам да гледам ваква работа, ама нема да влие врз мене. Малку утре. Малку утре. Има две категории лаги. Вика, облечете се целосно со оружјето и оклопот Божи, за да можете да им одолеете на ѓаволските и троштини. И тука, кога ќе почне да зборува за ѓаволот, користи на збор дијаволос. Ова дијаволос е многу интересен збор, бидејќи именка изведена од глагол. А глагол значи да лаже или оговара. Со други зборови, дијаволос може да го наречеш оговарач или лажко. Ама како именка, како име, како лично име. Зошто е ова важно? Важно е затоа што јас најдов еден многу интересен коментар на ова и ќе го споделам со вас, можда ќе сгрешам. Сите сакаме да пееме во црква. Дали некој пат сте пееле во хор? Ако пеете во хор, ако пеете со група луѓе или ако сте свирале со повеќе инструменти, има едно нешто што се вика интонација. Ви текнува? Некој на клавир ќе даде некој тон. И сите зимат и го повтараат. Така? И викаме се наштимале сите заедно. Или еден ќе даде во оркестарот звук и сите се штимаат на тој звук. Еден автор вели една многу интересна работа, кажува тој. Вика вака. Замисли дека ќе отвориш капак на пијано, на клавир. И ти кажам, ај испеј една нота. И кажи ми која е. Ти нема да знаеш која е. Ама ако ја испееш внатре нотата, таа жица што е најблиска ќе почне да вибрира.
И тој автор, Џон Вајт, мислам дека му беше името, христијански советник, и он вели, ова истото го прави сатаната. Тој се штима на она што веќе резонира во тебе. Ако ти е мерак да го измамиш некој, на таа жица ќе те удри. Ако ти е мерак да го излечеш некој, на таа жица ќе те удри. Тој нема доброто да го направи лошо. Тој само ќе те охрабри твоето лошо да резонира со него и да може да се излезе и да се види пред сите, после да го направиш тоа што однатре те тера да го направиш. Бидејќи ѓаволот е лажго и оговарач. И затоа сака да се наштима со тебе. Всушност, еден што рекол, вика, ѓаволот само ги зима нашите недостатоци и ги прави полоши. Тој се штима на тоа што веќе не е во ред со тебе. Ако љубомориш, таа жица ќе ја набие, ќе звучи здраво. Не е ѓаволот ме натера. Ме охрабри, да, ама да ме натера, онда е крив. Само крив? Не оди. Во Ефесијаните 4 глава има еден стих, вика, немојте да дозволите сонцето да зајде на вашата, вика, љутина. Немојте да му дадете, вика, на ѓаволот место. Буквалниот збор е, немој да му дадеш нога да стави таму, да застане, знаеш, да не ти даде да поминеш да застанеш во прво Тимотеј, вика, немој да ставиш, вика, млад во верата на место на старешин. Зошто го вика тоа? Оти вели ќе се возгорде. Со други зборови, ѓаволот ќе му даде доволна енергија на таа жичка да почне да трепери како треба, да каже, видиме кој сум јас. Тоа може и на пастори, на старешини, на сите да ми се случи. Гледајме кој сум јас и никој друг. И тогаш, пак ќе речем, ѓаволот само го користи она што е во мене недостаток и го зголемува. И работи на два начини. Тука. Ево, втор, исто, опет сам. Два начини на кои сатаната те мама. Со искушение и со обвинување. И ова е многу битно, сакам да го разберем. Ова не се мои зборови, ги најдов во една книга на посланието на Ефесијаните. Вели вака авторот таму. Искушението во основа те тера да имаш превисоко мислење за себе и тогаш одиш и правиш нешто што не треба да го направиш. Во која смисла? Ме искушува да направам една работа. Искам, јас сум доволно силен да може да си играм со искушението и да ништо да не ми се случи. И ќе паднеш. И ќе направиш нешто што не треба. Ти даваш шанса да те подмита дека јас сум силен. Ај ќе си играм да едам доколку пари сака да ми понуди. Оти јас сум силен, нема да потпаднам, ќе паднеш. Ќе се случи. Или било која друга работа што може да се случи. Од друга страна пак обвинувањето што сатаната го користи е начин сатаната да те наведе да мислиш лошо за себе си, да се мразиш и затоа ќе сакаш да го направиш тоа што не треба. Со други зборови, јас сум си онака грешник и онака за мене нема спас, па што правам, ништо нема да ми ја смени ситуацијата. Сигурен сум дека сите сме се нашли во една од овие две категории некој пати. Па што? Ќе се мачам, ќе правам добро. Псалмистот човек, аман Господи, глеги што прават неправедните. Глеги како и миф им оди, се супер име, а јас тука страдам, се мачам, се молам на тебе, сакам чесен поштен да сум, бизнис не ми оди, ништо не ми оди. Сега јас сум доволно силен да си играм и да не паднам таму. Не е така. Може да се падне. И овие две ствари всушност кажуваат вака. Во искушението сатаната ја крие од тебе Божјата светост и колку Бог го мрази гревот. Тој го крие тој аспект на Бог и ти ја нагласа Божјата љубов. Не се кире, направи го Бог и ти прости. Тоа е. А од другата страна пак, во обвинувањето, сатаната ја крие Божјата љубов од тебе. Во едниот начин ја нагласува, во другиот ја крие. И вика, Бог не те сака. Бог е свет, Бог нема шанса да ти прости за ова што го направи. Гледаш, вчера сгреши, денес пак греши, утре пак изгреши, не може Бог да те сака. Ти си пропалитет готов. Гинеш. Па сега, што и да правиш, више загинаци. Тоа е проблемот. И тоа е интересно, пак ја речем. Ѓаволот не може да го направи добриот лош или обратно. Има едни поуки, што некој ги нарекол поуки од стари автори, ги имаше соберени од стари теолози. Како сатаната работи со нас. Неколку ствари ќе исполнам. Првата е вика, кога ти дава да ја видиш мамката, ама не и јадицата.
Ти вика, земи го ова, нема да има последици. Направи го ова, ништо лошо не може да се случи. Па дури да се случи, Господ ќе ти прости. Ќе паднеш и имаш проблем. Значи ја гледаш мамката, но не ја децата. Второ нешто што го спомнуваат некои стари автори кога зборуваат нова идеја, го рационализираме гревот како да е доблест. Не сум јас скржав, вика. Јас сум штедлив. Например. Нели? Јас се љутам, стварно беснам, ама тоа е праведен гнев. Нели, ќе си најдам рационализација како да е доблест. Јас не сум љубопитен, јас сум загрижен. Не оговарам, јас поделувам молитвени потреби. И така натаму мислам такви да не ги броиме. Не едно, не пијам, вика, само се дружам. Моја дружба, ќе седнеме и готово, ќе поминуваме. Третото нешто, спомнато беше, ги гледаме, вика, гревовите на христијанските водачи. Ако погледнете по интернет, по онлайн, ќе видите колку многу христијански водачи, старешини, ако погледнете низ Македонија, ќе видите колку многу луѓе верни за кои сме спретели, леле, што се случува, паднале, направиле проблеми. И сатаната ти вика, гледај, ако тој на таа позиција можел така да направи, што ти пречи тебе да го направиш тоа? Ти да не си посилен, да не си помоѓа, да не си појав верник. Гледај тој таму колкава голема деноминација водел, па заглавил, па направил бели. Ти мислиш полесно ќе поминеш? Зошто да гледаме на луѓе? Зошто не гледаме на Христос? Еден начин е ја пренагласува Божјата милост. Тоа го слушнав пак во некој филм, беше брзо. Вика, Бог ќе ми прости, тоа моја работа. Работата на Господа да простува. Јас ќе си правам белја, он ќе си простува и секи си оди супер и оди како треба. Или ќе ни прекипи од страдањето и ќе си кажеме, доста страдав Господ и заслужувам да направам нешто. Ако погледнете ако земете книги да читате за предбрачно, за брачно советување, за тие ствари, ќе видите дека најголем дел кога ќе се случи афера, вика, во бракот, е кога помоќната личност, помоќна дали заради економија, заради финанси, заради што заработува, заради позиција, вика, па толку се мачам, редно да си пуштам малку слобода, да си најдам да здигнам. Многу интересна работа. Повторно, многу страдам, многу се мачам, заслужувам да направам нешто за себе. Ама тоа ќе направи беле, не е важно, јас го заслужувам. Или она, зошто јас да немам добар живот како безбожниците? Тоа и псалмистот Давид го правеше истото, се сеќавате. Гледа Господи тој што прави, како ме гледа мене, како ми е мене. Една многу интересна ситуација, кога го споредуваме еден дел од нашиот живот со друг. Јас сум честен човек, си дам пари од црква, редовно одам во црква. Ами ми закинуваш плата на твоите вработени. Па добре, ама сум честен човек. Најкласичен пример за ова. Вие сега во авионот кога летав за Америка, го гледав малку Кум на почетокот го фаде. Не знаете, он е филмот таму со Кум 1, 2 и 3 беше на почеток. Кога вика, во Кум има една славна реплика, го врте филмот да ја фатам таму за да видам. Вика, добро, убивам луѓе, ама сум стварно многу добар послушен син на мајка. Значи, еден дел од животот треба биде оправдување за другиот дел од животот што се случува и што правам со него. Не е во ред. Да размислиме на овие начини, сплетки што сатаната ги прави. Ајде да видиме на поуки, да земеме од обвинувањата што сатаната ни ги дава. Ова беа, нели, оние лажите таму што ни ги прави. Тоа беа од искушенијата. Обвинувањето не тера да гледаме на нашиот греф, а не на Спасителот. Гледај ти што направи, гледај ти што правиш, види што ти се случува во животот. Јас викам го правам. За мене нема спас. Готово. Другото нешто ги форсира христијаните да се фокусираат на минати гревови чија штета не може да се поправи. Па пример да ви дам, ако сте взеле од некој 1000 евра и не сте му ги вратиле 10 години, на крај си се покаал и викаш ево ти ги парите, ви се смисла си направил нешто, па си го помогнал. Океј? Ама ако си убил некој, ама му се уисекол рака не да Боже на некој. Ако си остел некоја личност бремен, има дете таму, како можеш да кажеш, извини, се забори. И сатаната се враќа и вика, овој греф не може да го поприш. Ова што си го направил не се поправил. Бидејќи не се поправил, нема надеж за тебе, готов си. Или ги уверува христијаните дека проблемите низ кои минуваат мора да се казнат за нешто што направиле и Бог се уште им се љути. Ова знаете кој став према Бог?
како ние, кога ти рече некој извини, ти викаш, извинето ама. И мисли дека Бог така простува. Ти простив ама. И сега, ова ми се случи како резултат на казна заради таа и таа работа што таму се случи, бидејќи Бог ми простил, ама не баш на цело ми простил. Библијата вика дека или ни е простено, или не ни е простено. Златна средина нема. И нешто многу важно често што се случува, ги уверува верните дека ако се верни, не може да имаат внатрешни борби и чувства што ги имаат. Ако си верен, нема да си го поставиш прашањето зошто Боже. Ако си верен, нема да страдаш. Ако си верен, секи ти биде супер. Ако си верен, секи ти биде како што треба да ти биде. Има еден вебсайт, една веб страница Christian Post се вика, кај што имаше зедено до ние просперити проповедниците, што во след црква баш го цинав клипот, рече, фала ти Господи што ми го вратија Бентлиите што ми беше украден. Вау. Не. И сега кажеш, зашто го кажав ова? Затоа што искушението било, гледа колку сум јас важен, мене Бог Господ мора да ми го врати тоа да ми го даде. А од друга страна пак внатрешната борба било, ми го одзема. Ако сме верни, не можеме да имаме вика внатрешни чувства и не можеме да се јадеме. Погледнете ги псалмите. Имате псалми на оплакување некој, мислам дека беше 81 тамо 90 некој псалм, каде што псалмот завршува во очање. Мислам дека еднаш проповедав делимично од еден од тие псалмите таму. Кај што вика нема надеж, нема ништо готово. Тоа е Давид. И тоа е лага на сатаната, кога не обвинува и вика нема за тебе шанса, нема ништо за тебе. Тука заврши се. И затоа мора да видиме како ќе се бориме. Нема многу време, на кратко само ќе опоминеме ова, следниот пат ќе зборуваме малку повеќе за ова. Ама, бидејќи овој дел ќе го дефинира проблемот, а следниот пат ветувам дека ќе завршиме, ќе го истераме до крај ова. Значи, првото нешто што мора да го видиме во борбата е ова. Размисли и откри кои се сплетките кои сатаната ги користи против тебе. Што користи? Искушение или обвинување? Или двете? Кога ќе почнете да патите, кога ќе почнете да се мислите, кога ќе се судиш со злото, што превагнува? Обвинувањето, така ми треба, така заслужив, што да правам? Или искушението? Абе, ова не е ништо, ја ќе го решам, него ќе ја решам, ние ќе ги решам овие работи, така натаму. Првото, значи, размисли, откри, од која страна се сплетките, во која категорија паѓаат тие ѓаволски троштини, што ги спомнува некој, таму, за да биде. Јас се наоѓам себе се некој пати размислам, ако ова не го направив тогаш или ако вака не направив, ова ќе беше резултатот денеска. И треба се сепнам да застанем да кажам, чекај, можам да го сменам? Не можам. Па што да правам сега? Толку. Одиме понатаму, да видиме да не се повтори, да видиме да не направам иста таква глупост. Ќе кажам супер, и одеднаш сатаната ќе најде друга жица која ќе почне да се штима на неа. Повторно ќе почне нешто друго да вибрира и да ме влече или да те влече, и пак мора да сме свесни да видиме кои се тие работи, за да застанеме и да кажеме, окей, дај да ги решам овие ствари. Второто нешто, оклопот кој ни е достапен, само ќе го кажам, ова ќе зборуваме следниот пат повеќе, е всушност Евангелието. И во известна смисла, кога се спремав за ова, и за мене беше ова малку ново. Ние зборуваме оклопот на правдата, шлемот на спасението и така натаму сите тие работи. Ај сето тоа да го ставиме под едно име, Евангелие. Еден автор ме натера да бегам натака да размислувам малку ова. Зошто? Кои се двете работи што ги реков од сатаната ги прави? Искушувањето и обвинувањето. Така. Сега, значи, или ни ја пренагласува Божјата светост, или ни го пренагласува, ни ја пренагласува Божјата љубов. Сега, ако човек верува дека е спасен преку добри дела, во ред, тогаш ние викаме јас правам добри дела, Бог е должен да ми даде ова или оно. Искушението е Бог да ми биде Дедо Мраз. Ако сметам јас не сум заслужил за да бидам спасен, јас ги прифаќам обвинувањата на сатаната и го правам Бог неспособен да ме излечи од ситуацијата, да ме прости и да ме спаси. Значи, ни таму не сме. Сега, ајде да најдеме средината. Не мора биде или. Има и. Ако веруваме дека Исус Христос умре за нас, а тоа е Евангелието. Исус умре за нас, на третиот ден воскресна
Нели им се јави на мнози. Зошто умре и воскресна? За да не спаси. Од што да не спаси? Од гревот. Што е грев? Секоја непослушност кон Бог. Која е основата? Кој е изворот на гревот? Сатаната. Ако сакаме да го победиме сатаната, ако сакаме да имаме победа во оваа духовна војна, ние мора да се вратиме на основата на Евангелието. А основата на Евангелието е дека Христос кога умре за сите мои гревови, за моите минати, за моите сегашни и за моите идни гревови. Дека не умре само за тоа што беше, па сега ќе видиме за ова што иде. Сега, тука ова верување ги руши двата проблема. Јас не можам да бидам искушението, тоа ќе биде, Господ ке те сака, ќе кажам, да, ма баш ти ме сака, јас не сакам да го повредам. А втората ќе биде, за ништо не те било, Господ ке те казни, гледа што правиш, ќе кажам, да, ма Господ веќе го казни Христос за мене. Единствен начин да се соочам во борбата со сатаната и со обвинувањата и со искушенијата е да го прифатам Евангелието како сила Божја за спасение. Оти ни таа страна нема да ви помогне да направам друго. Значи, мислам дека беше Џон Њутон, овој што напиша о милост Божја чудесна. Мислам дека од него беше таа изрека што вика: Сатана, ако нешто ти должам, оди кај Христос, он ќе се разложи. Ако стоиме на тоа, ако ни е тоа ставот, тогаш ние го имаме оклопот и ќе стоиме цврсто. Бидејќи ако го немаме Евангелието, ако не сме свесни дека не сме спасени по заслуга, дека сме спасени по благодат, ама дека сме толку вредни што Христос беше спремен да умре за мене и за тебе, тогаш не се ни понижуваме, не се ни превоздигаме. Тогаш стоиме точно тамо каде што сме. По Божја милост, заради Христос, јас сум спасен и можам да се соочам со сатаната. Заради Христос, јас можам да се соочам со искушението, заради Христос можам да се соочам со обвинувањата. Оти он беше соочен со двете. Погледнете го животот на Христос. Погледнете го Матеј 4. Ако си син Божи, ако си ваков, ако си онаков, тоа беше искушението. А каде беше обвинувањето после? Во Гецеманската градина кога дојде? Знаете ли дека само на едно место, барем јас кога што сум видел во целиот Нов Завет, Христос го нарекува Бог Бог. На секаде во целото го нарекува свој татко и само на едно место вика Боже мој, Боже мој. Кога? Зошто си ме оставил? Кога беа обвинувањата дека Бог те оставил тука те направи. Он помина преку тоа за ти јас да не мора да правам. Тоа е Евангелието. Ствари, и тоа е оклопот, ама за него ќе зборуваме идниот пат. Амин.